Просечната месечна нето плата по вработен во јавното предпријатие државни патишта надминала 1000 евра уште во текот на ланската година. Тоа најверојатно било возможено од големата добивка и од високите приходи што се наплаќаат од патарините, регистрациите на возила и од акцизите од горивата, како и од други услуги, вели анализата на Фактор. Од сите јавно достапни документи на страната на државни патишта во последно време единствено се објавени само кварталните извештаи за работењето на јавното предпријатие државни патишта во текот на 2024. А таму пишува дека во последното тромесечие од минатата година просечната нето плата изнесувала 64.913 денари за 500 вработени. Во однос на последниот квартал од претходната година, таа е зголемена за околу 120 евра. Тогаш просечната нето плата по вработен се движела во просек по 57.735 денари. Треба да се каже дека станува збор главно за административен кадар, советници и инкасанти на наплатни рампи. Државни патишта е само инвеститор во изградба на националните автопати и регионалните патишта, а реализацијата ја остваруваат домашни и странски изведувачи, ангажирани преку повици. Во евиденцијата на Министерството за финансии за 2025 има резултати од ова јавно предпријатие. Само за првиот квартал јавното предпријатие државни патишта во јануари, февруари и март 2025 остварило добивка поголема од 30 милиони евра, а приходите за овие 3 месеци изнесувале 55 милиони евра. Во август 2025 година просечната месечна исплатена нето плата во земјата изнесува 45.310 денари или околу 737 евра и е зголемена за 10,3% во однос на истиот месец лани, главно поради зголемувањата во јавниот сектор.